На Скопското Кале денеска започна акција за средување на вегетацијата, кој простор подолго време е обраснат со висока и сува трева. Наскоро ќе почне и обновување на двата музеи кои се наоѓаат на тврдината. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков денеска при посетата на Калето, заедно со председателот на ЗЕЛС Орце Ѓорѓиевски и неколку скопски градоначалници, истакна дека символот на нашата историја и култура последниве десетина години е девастиран и без никакво внимание. Направивме план и со ребалансот на буџетот обезбедивме 8 милиони денари кои што ќе бидат искористени до крајот на годината. Веднаш ќе пристапиме со распишување на јавна набавка за поправка на овие простории. Подоцна и со реализација на целиот овој огромен проект кој што ќе треба веќе од 2026 година да биде пуштен во употреба, истакна Љутков. Целта е, рече тој, 2028 година, кога Скопје ќе биде европска престолнина на културата, овој простор да биде еден од најискористените. Заврши реновирањето на Центарот за обуки на административните службеници на Министерството за јавна администрација. На отворањето присуствуваа министерот Горан Минчев и градоначалникот на аеродром Дејан Митески, во чија општина се наоѓа центарот. Овој центар, како што посочи Минчев, е првиот конкретен чекор во спроведувањето на новиот закон за стручно усовршување и едукација на административните службеници, усвоен неодамна во собранието. Тој е дел од Академијата за јавна администрација, која ќе почне да функционира од 1 јануари 2027 година и треба да биде моторот за развој на обука и едукација на сите јавни службеници во земјава. Центарот е опремен со најмодерна технологија, која, како што рече Минчев, ги има сите алатки за обука на јавните службеници, како физички, така и електронски, односно онлайн. Да се елиминира поделбата на надлежностите која создава големи проблеми, особено во урбанистичката сфера, да се одвојат посебни локации за развој на бизнисот во Скопје и да се направи железница покрај кеот на Вардар која ќе ја растовари комуникацијата во центарот и ќе го олесни протокот на луѓе, услуги и стоки. Ова се само дел од барањата што Стопанската комора денеска му ги испорача на Орце Ѓорѓиевски, кандидат за градоначалник на Скопје. На работната средба што се одржа во комората, Ѓорѓиевски им порача на стопанствениците да бидат сигурни дека ќе имаат вистински партнер во него, дека ќе имаат максимална поддршка, како и дека ќе бидат еден од главните двигатели на главниот град. Се изгласа ребалансот на општинскиот буџет во Карпош, во чии ставки се вклучија проектите од склучените договори со владата, кои се однесуваат на одобрените финансиски средства за нивна реализација од страна на општината. Централната власт на Карпош му одобри средства од 88 милиони денари за капитални инвестиции. Советниците донесоа одлука и за финансиска помош на семејства чии куќи настрадаа во неодамнешниот средства за уредување на каналот во Синѓелиќ, кој е од клучно значење за жителите, општина Газибаба ги обезбеди од Министерството за животна средина. Овој канал со години представува ризик од поплави, загадување на околината и сериозен проблем за хигиената и секојдневниот живот на граѓаните. Сите претходни власти им ветуваа на граѓаните на Синѓелиќ дека ќе го решат овој горлив проблем, но за жал се остануваше само на зборови, изјави градоначалникот Бобан Стевковски по потпишувањето на договорот со министерот Изет Меджити. Со 73 милиони денари обезбедени од Министерството за образование и наука ќе се врши доградба на 2 основни училишта во Ѓорче Петров, со што ќе се обезбедат подобри услови за настава на учениците и за работа на наставниците. Од општината информираа дека по 8 нови училници ќе добијат училиштата Јоаким Крчовски во Волково и Димитар Беровски во Хром. Оттаму известија дека потпишале договор со Министерството за животна средина за изработка на основен проект за изградба на нов водоснабдителен систем во Кучково. Заврши санацијата на оштетениот коловоз на клучките кај Белви и кај Хиподром, делница која представуваше сериозна опасност за возилата при влез во Скопје. Градоначалникот на Илинден Александар Ѓорѓиевски и заменик директорот на Македонија Пат Александар Шуковски излегоа на терен и информираа дека наскоро ќе почне целосна рехабилитација на клучката, како и санација на целата обиколница на Скопје.
Имајќи ја предвид тешката финансиска ситуација во која се наоѓаат пензионерите кои примаат помали пензии од 23.000 денари, донесена е одлука за еднократна финансиска помош, ги информираа од општина Петровец своите највозрасни жители. Според огласот, еднократна парична помош во висина од 2.500 денари ќе добијат пензионерите чиј износ не е повисок од 23.000 денари. Напуштањето домашни миленици, особено кучиња, не е само лична или семејна одлука. Тоа е чин што остава трајни последици врз целиот град и неговото функционирање. Она што за некого е само едно куче, за градот станува проблем со јавно здравје, безбедност, етика и јавна потрошувачка, велат од јавното претпријатие Лајка. Оттаму апелираат да не се напуштаат милениците, оти кога сопственик ќе напушти миленик, тоа животно завршува на улица, но таа не е природна средина за него. Градските улици полека се претвораат во несоодветни прибежишта, полни со гладни, болни и често уплашени животни кои се борат за преживување. Овие услови не се одржливи ниту за животните, ниту за луѓето. Со собир на неколку места во Скопје, денеска тргна коњаницата на традиционалниот Илинденски марш. Коњаниците најпрво се собраа пред соборниот храм во Скопје, па преку спортскиот центар Борис Трајковски и паркот во Ѓорче Петров се упатија кон Крушево за да им се оддаде почит на великаните од Крушевската република, но и на илјадниците борци во револуционерното дело. Маршот на коњаницата првпат се одржа пред 16 години, како иницијатива на група граѓани ентузијасти и поддржувачи на револуционерното минато. Скопски Вардар уште еднаш демонстрира фудбалска сила и запиша нова европска победа на домашен терен. Во Скопје падна Лозана од Швајцарија во рамки на второто коло од квалификациите на Конференциската лига. Со предност од 1 гол по победата од 2:1, Вардар ќе патува на реваншот во Лозана следниот четврток. Доколку помине, во следното коло противник на скопскиот клуб ќе биде победникот од мечот Зимбру од Молдавија и Астана од Казахстан, чиј прв дуел заврши нерешено 1:1.